Благодарам, колега Мисовски. Почитувана македонска јавност, денеска ќе пробам да зборувам со терминот и со зборовите кои што како пратеник ги употребуваше сега актуелниот министер Горан Сугаревски. Почитувана македонска јавност, ни во најлошиот сон не можев да очекувам дека само 3 години по пратикувањето министерот Сугаревски ќе предложи ваков закон за брутална корупција. Корупција од највисоки размери. Најбрутална корупција. Зошто? Затоа што денес господинот Сугаревски, кој што веќе 3 години не е пратеник, ни предлага анекс во висина од 200 милиони евра. Тие кои што вените ги сечеја овдека, дека 380 милиони евра за автопатот Кичев-Охрид се многу, денеска ни велат дека 600 милиони евра е супер. Затоа денеска спрема нас е брутална и Transparency International, кој што вика дека ни во најлошиот сон не можеле да замислат дека Македонија од 64-то место во 2014 година денеска според индексот на корупција ќе биде на 106-то место. Ни во најлошиот сон сите неопределени, сите шарени, сите оние кои што поверуваја во криминалите на Социјалдемократскиот сојуз не можеа да замислат дека само за 5 години ќе паднеме повеќе од 40 места на индексот за корупција. Скандал брутален. Да ве подсетам за една теза која што вчера колегата Драган Данев ја потенцираше, ама сите ја молчат. И сега ќе ги прозивам поединечно сите кои што беа пратеници во минатиот мандат и кои што добро разбираат математика. Почитувана македонска јавност, оваа криминална влада на Социјалдемократскиот сојуз, замислете, брутално потпиша договор за изградба на автопат во должина од 12 километри за 110 милиони евра. Тоа значи дека 1 километар асфалт вреди 9 милиони евра. Колегите кои што беа во минатиот мандат, колегата координатор Јован Кирацовски, Шак Паска, Жаклина Лазареска е математичар, информатичар одличен. Не треба овдека многу да разбираш. Колегата портпарол Костадин, кој што сакал да биде авијатичар. И сите оние бивши колеги, добро е денеска да ни одговорат. Тогаш вените ги сече овдека и велеа. Па и министерот, замислам, за животна срединова Јани Макрадулич, тој од Алиекспрес. Тој вика 5,5 милиони евра за автопатот Кичев-Охрид, па тоа е повисока цена од најскапиот автопат во светот. Ова е скандал, ова е корупција. Ги крадите парите. Добро, поминаа 3 години. Сега сите овие прозивани математичари, астронаути, психолози, педагози, професори на факултет, да ми одговорат. Денеска ви смета 10 милиони евра за автопат? Километар? Дали ова ви смета? Дали е во ред сега ова? Дали некој ќе излези да демонтира дека 10 е за дупло поголемо од 5? Кој ќе ги искористи на 10 километри разликата 50 милиони евра? Во чија торба ќе одат тие пари? Кои криминалци ќе ги украдат сега овие пари? Соберетете се вака сега кај министеро, објаснете се, јавете се за реплика, не се срамете, не се плашете. Затоа што се математичари. Еве Жаклина Лазареска тогаш, како пратеник од Охрид, се бунеше. И викаше криминална влада, 5 милиони евра за километар, сега за 10 чути. Вика супер, ама дојде животот. Таа мисли дека е на прав пат. Ги нема и овие шарениве, што ги сечеја вените, дека многу пари оделе за криминал, за корупција. Тука да го споменам и сега нашиот колега Мисовски, тој со бројки добро бараташе и ни цитираше колку бил автопат во Шведска, колку во Норвешка, колку во Холандија. Еве, сега рекордери. 110 милиони евра за 12 километри. Како не е точно, колега Сугаревски? Не да е точно, супер точно е. Само оваа влада, предводена од Зоран Заев и од Горан Сугаревски, може да направи ваква сцена. Да ве подсетам. Овие четворица се договориле дека планираат од овие 14 да почнат да градат 2 километри асфалт. Сега ќе ти кажам, колешке Шекпаска, кој се господинот Сугаревски, Бујер Османи, бившиот министер за здравство, го знаете, сега разбира и од автопати. Вице-премиер, не знам што е сега.
Овој дека е министер, мислам дека е директорот на агенцијава за патиштове со трубите што одеше кога го отворавте автопатот. Овој четвртиот не го знам. Не знам како се вика. Китанов мислам дека е. Да, благодарение на Горан Сугарески преку 20 пати има моргирано овој господин да го поправи мостот во Плетвар, кој што 3,5 години стои урнат заради еден несреќен случај, сообраќај на незгода во која што загинаа 3 лица, и овој господин 3 години не го поправил тој мост. Не дај Боже, автобус со деца, со патници, прекветен пат да загини таму, ќе ги носи на душа. 36 месеци вашата влада што е на прав пат, мост нема поправено. Секоја чест, секој сабајле му ургирам да го поправи, се прејавува никако. Се прејавува никако. 36 месеци го молиме во интерес на граѓаните на Прилеп, на Пелагонија да го поправи овој. Кој што не е спремен да верува во ова, утре со билборд овде ќе ви дојдам да го видите мостот. Затоа што секојдневно патувам. А вие ни се фалите овдека, еве што пише овдека. Сте се договорили дека ќе правите 200.000 милиметри автопат. Е, вие јаките од Социјалдемократскиот сојуз, што ќе правите 600 километри автопати. Четворица, и на Кирацовски ќе му се јавам секој ден. Е, можеш да застаниш после кога ќе се видиш да го видиш мостот. Да се прекастиш и да продолжиш за натаму. Е, до толку е дојде работа. Овие четворицава се договориле да прават пресконференција дека имале во план в година да прават 200.000 милиметри автопат. Е, ова е за вчерашни вести. Долку е дојден работа. Ке правеле, а дали ќе го направат, ќе видиме. 600 требаше да прават. И преку Бабуна, за Велес, Прилеп, Меджитлија, тој автопат во програмата го читаја. Вчера ми стана мене незгодно. Сомнеш. Колега Телија Димовски вика, не сум сигурен дека министерот ја има прочитана и својата програма. 3 години ги брка клучки. 9 клучки, 3 години ни една клучка не направена. Трасата крива, дојде работава ни милиметар да не е нито поместена. Се било како што треба. Само сега една е разликата. Изведувачите се други. Разликата во цените е друга. Транспортните фирми се други. Парите на друго место одат. Замислете оваа разлика што ви ја кажав. Од 5,5 милиони евра километар, сега за 10. На 12 километри 60 милиони евра разлика. Само на 14 километри толку ќе украдат. Ако не украдете, демантирајте ме, бидејќи вие така не викавте пред 7 години. Многу се крадело. Еве, сега дупли се цениве. Да, еве Жаклина нека се јави, нека ни каже, таа сметаше тоа што Дигитрони излегуваше. Еве и Шехпаска разбира и тоа урбанизам. Може да се јави да не демантира. Не знам, во Берово може е направено. Ние мост немаме. Мост. Знаете само што направивте вие? Рекордери сте. 14 милиони евра, овие експерти од Социјалдемократскиот сојуз и Шарениве, зедоја за да направат патарини почитувани со граѓани. И не дај Боже да патувате од Струмица за Гевгелија. Еве ќе ви ја направам математиката. Од Струмица до Гевгелија. Патарини. 760 денари еден ден за патарини. 7 дена, почитувани колеги, 5320 денари. Вие работите само во едно добро. Ги соголувате граѓаните по основ на патарини. 5320 денари треба да плати секој кој што 7 дена ќе патува од Гевгелија за Скопје. Зошто? Затоа што направивте 4 нови патарини. Значи, Скопје, Струмица, Скопје, Гевгелија. Немој да ви текнало да патувате. Најсиромашната земја во Европа има најскапа патарина. Бугарија, членка на Европската унија, со винетка за 7 евра, ќе патувате цела недела каде што сакате. Во Македонија, од Скопје до Гевгелија, 5500 денари за 7 дена. Таа е разликата од оваа влада. И после ќе ви кажат, не плаќате радиодифузна такса. 14 милиони евра за патарини, 14 милиони евра за покер апарати. Тоа се проектите на Социјалдемократскиот сојуз. За покер апарати, да ве потсетам. Колку почитувани доктори, почитувана Катерина од Струмица, колешката од Ресен, колку амбулантни возила лежат во 14 милиони евра. Колку нови студентски домени, почитувана колешка Жаклина, лежат во 14 милиони евра. Колку помош за земјоделците, да му кажете, лежат во овие 14 милиони евра. Колку комбиња за брза помош купивте од кога го продадовте Мерцедес, што го изедоа мачки во владата ваша. Кажете им граѓаните,
но овдека почитувања македонска јавност има само едно добро. Сите ние ќе се одиме од овдека за 50 дена. Македонија ќе биде ослободена. И благодарам.